je to svetlina ta zlatevnina sveti i sveto stala preko nego, no sveto neko poznano sveto neko pozna kojke to povika ime to Isusovo nema da vidi smrt do veka. Mir vam, tatko moj, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na nebo to, така и на земјата. Те сакам, Господи Исусе Христе, така и во моето срце, лебот наш насушен, дај ни го и денес. И простини ги долговите наши. Се покајувам за секој греф, прости ми, за секој збор, мисла, дело и постапка, со кој сум излегол од законот на љубовта. Љуби го својот ближен како себе си. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот. Избави не од лукавиот, од самите себе. Ние оставивме се, вели Петар. И врвиме по тебе, а потоа 3 пати се откажа од Исус. Да оставиш се, значи да се оставиш себе си. Да го оставиш стариот човек. Да умре телесниот човек. И да се родиш повторно во Исуса Христа. Тоа е процес кој ретко го разбираат. И затоа по телесно читање на Библијата, во поделените земни цркви кои го поделиле Исуса, а во Библијата е добро пишано, во живото слово Исусово, дека црквата е една, Исус е главата, Исус е пастирот на стадото. Овците го познаваат гласот на овчарот. Тоа значи дека ние треба да бидеме водени на земјата, да излеземе од оваа природа на нељубов, да влеземе во природа на љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе, зборувај денеска низ мене, татко мој, го отварам моето срце, ти да се населиш внатре со Исуса, да направите сокровиште и Духот да зборува, Он да ги врши делата. Те сакам, Господи Исусе Христе. Прво соборно послание на светиот апостол Петар, го зборувавме на предпоследната средба со групата сотрудници, со која се молиме, разговараме, учиме едните од другите, се укрепуваме, се охрабруваме од Петра за славата Исусова. Тоа е вон деноминацијска заедница, духовна заедница, не е телесна. Така да кој може да биде во Исус останува, кој не заминува самиот. Од Петра, апостол на Исуса Христа, до избраните. Пазете го овој збор. Избрани. Не можете ништо да земете, ако не ви е даден од небото. Ете, избран сад. Израел, завет со Бог. Македонија, избран сад. Го повикува Исус. Значи, ние зборуваме за избраните придојдени. Пазете, придојдени. Ние така сме собрани. Сотрудници избрани и придојдени, растурени. Избрани, придојдени и растурени. Тоа се категории на земјата. Избрани сме од Него. Придојдени сме од секаде. И сме растурени. Тука вели во Понт, Галатија, Кападокија, Азија и Витинија. А јас можам слободно да кажам во Маврово, Скопје, Гостивар, Дебар, Прилеп, Охрид, Струга, Кичево, Струмица, Штип, во Егејска, Пиринска, Преспанска, Македонија, во Вардарска. Значи, избрани, придојдени и растурени. И сега треба повторно да се собереме. Повторно да се собереме во Исусовата љубов. Да научиме да се љубиме еден со друг. Да му дозволиме на Исус да не научи. Да простиме. Значи, и простини ги долговите наши. Како што ние им ги простуваме. Ако ние сме им ги простиле, и нам ќе ни бидат простени. Те сакам, Господи Исусе Христе, ако ние не сме им ги простиле, нема да ни се прости. Непростувањето е само осудување по провидението на Бога Отецот, преку осветување од Духот.
Значи, ние мораме да бидеме осветлени и осветени од Духот Негов. Да му дозволиме Духот да живее во нас. Не е тоа телесен момент, тоа е внатрешна промена. Тоа е оставање на стариот телесен човек и да се роди, да се возроди духовниот човек. Значи, осветување во Духот за послушност. Пазете, непослушност кон Бог. Адам јаде од дрвото, за кое Бог му вели ќе умреш, и умира. И сега е смртен. Тоа е непослушност. Сатаната сака да се искачи највисоко. Вавилонците градат кула, Каин го убива Авела и вели, каде е брат ти Авел? Не знам. Те сакам крвта на твојот брат, вика од полето. Значи, осветување од Духот за послушност кон Исус и попрскување со крвта на Исуса Христа. Зошто? Зашто тие предходно колеле животни се прскале за да се очистат од гревовите, давале курбани, старозаветно. А сега кога Исус дојде, односно кога Отецот беше во Исуса, тој веќе плаќа за сиот наш грев. Нашиот татко слегува суштински во Исус, се распнува и плаќа за да ни даде сила да ја оставиме старата природа, инаку немаме сила. Ние живееме во себељубие, а тој зборува за возљубување на сите. Значи, послушност, попрскување со крвта, ние треба да дојдеме кај Исус, да клекнеме на колена, да го оставиме, се облечеме стариот човек, старото палто, и да се облечеме во дух и да почнеме да чекориме во љубовта. Ете, тоа е христијанство. Да ви се умножат благодатта и мирот. Значи, кога ти ќе имаш внатрешен мир, што и да се случува, стојам во Исуса. Кој верува во мене, нема да се посрами. Го држам тој стих. Го држам и не го пуштам. И останувам. Останувам во сила. Или кој верува во мене, делата што ги вршам јас, вели Исус, и Он, и Тој ќе ги врши. И уште поголеми ќе врши. Оти јас си одам кај својот Отец и јас сакам да си одам кај својот Отец. Благословен е Бог и Отецот. Татко. Тој однос е битен, татко, деца. Зато тој му вели, ако не бидете како овие мали деца, нема да влезете. Зашто татко? Повторно треба да застанеме пред него. И таа парабола за блудниот син. Се враќа, потрошил се. Паѓа на колена, татко. Погрешив пред тебе и пред небото. Погрешив пред тебе и пред небото. И тој го зема во своите раце. Коле јагне. Јаре. Приказна. За да ни покаже како се застанува. Благословен е Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост. Бог, мојот татко небесен, е многу милостив. Милоста негова е вечна. Не прероди. Повторно ни дава можност да се родиме во него, во духовниот човек. Да се вратиме на почетната позиција кога беше Адам, кога бевме во негово присуство, или горе на небесата. Отецот на духовите, во нашата вистинска духовна природа. Значи, нашата природа не е телесна. Затоа ни е тешко овде. Телото има нагони. И не можеш да ги скротиш. Ако Исус не те води, ако Исус не ти покаже, ако не побараш помош од Него, кој по својата голема милост не прероди преку воскресението на Исуса Христа од мртвите. Кои се мртвите? Па тие што се без Исус. Во жива надеж. Кој се тие жива надеж? Ти стануваш жива надеж кога ќе почнеш да чекориш во послушност кон Исус. Во послушност и во осветување. Му дозволуваш да те обликува. Да престанеш да постапуваш како претходно, да се лутиш, да осудуваш, да озборуваш, да крадеш, да лажеш. И тој ќе те подсетува со телесни. Одиш, например, дрво, сечеш од тој, дори ќе те удри по ногата. И ти пак одиш. Прости ми, Господе Исусе Христа, за секој непокајан грев. Или правиш нешто друго. За наследство што не пропаѓа. Телесната болка е аларм дека си излегол од законот на љубовта. И тоа е добар момент да повикаш кон Исуса Христа. За наследство што не пропаѓа. Знаете вие што е вечен живот. Вечно пребивање, вечна љубов. Бог, Отецот е љубов. Љубовта негова е вечна, никогаш не престанува. Милоста негова е вечна. И тие се ги изпаре доктрина. Вечно проклес одај далеку од лицето Твое. Во темнина. Се додека
Не речеш благословен е оној што доаѓа во името Господово, кога ќе го примиш аберот од Исус во твоето срце и ќе почнеш да го распалуваш духот на љубовта. Наследство што не пропаѓа чисто, кое не свенува, прво Петрово 4 стих, кое не свенува, запазено, пазете го овој стих, на небесата за нас. Горе на небесата имаме дом. Дом, вечен дом, Божиот народ, синови на Севишниот. Знаете, оној псалм, но ќе умрете како луѓе. Бевте богови со мала буква, синови на Севишниот. Децата на Семокниот Отец. Се спротиставивте, непослушност кон Бог. И потоа ја губиш силата. Кој Божијата сила, еве го повторно тоа, значи наследство запазено на небесата за нас, кој Божијата сила преку вера, Божијата сила преку вера не запазува. Вера значи да имаш доверба, доаѓа состојбата, ти се држиш за Исус. Не трчаш по луѓе, не паничиш, не бегаш, не постапуваш импулсивно, не вадиш нож да му го отсечеш увото на слугата малих. Туку ја пиеш горката чаша. Ја пиеш горката чаша со Божјата сила, која преку вера во Исус не запазува за спасение, приготвено да се открие во последно време. Спасението на душите. Тоа е крајната точка на Евангелието. Овде се работи за ловци на луѓе, така да заедниците и доктринарните кои не прават ништо, мислат дека не треба ништо да правиш, подметнатно е од сатаната. И тоа се пасивни, неработници. Тоа е оној што само еден денар имал и си го зачувал за себе си, ќе му биде земено и тоа што го има. Затоа радувајте се, макар сега да сте малку во скрб, ако е потребно во разни искушенија, да се радуваш кога ќе те боли нешто или ова, почни да го славиш Исус. Почни да го славиш: Господе, те сакам, Исусе, те сакам. Да видите што ќе се случи со болката, со состојбата или со наплив на сила која ќе ви даде сила Исус да надвладеете. Радувајте се макар сега да сте малку во скрб, ако е потребно во разни искушенија, за да се усовршиме во љубовта, за да научиме да љубиме, за да научиме да се држиме до Него. Та вашата вера, мојата и твојата, испитана. Верата се испитува кога ќе тргнат работите како што ти не мислиш. Луѓето мислат, јас мислам, и тоа е проблем основен. Нема ти да мислиш, Исус што ќе ти каже. Знаете, јас мислам: Ананија, овде сум, Господи. Павле, тука сум, Исусе. Тихо, еве сум, Исусе. Јона, еј, Господи, кај ме најде, човече. И Јона се качи на брод, па го фрли од бродот, па го лапна кит, па му се исуши сенката и пак отиде во Ниневија и пак ја заврши работата. Дали ќе одиш на полесниот начин или ќе се мачиш на потешкиот начин? Та вашата вера испитана да излезе по драгоцена вера од нетрајно злато, па било тоа да е испитано и преку оган. И тие се велат што е тоа? Огнот на љубовта. Ти треба да го расплантиш кога ќе видиш степен на нељубов, да го љубиш непријателот свој, да ги љубиш оние што постојано продолжуваат да грешат. Тогаш немаш сила и велиш: Исусе, дојди во моето срце. Помогни ми да го љубам овој човек, да ги благословам сите, да им простам на сите за пофалба и чест и слава кога ќе се појави Исус Христос. Кога ќе се појави Исусе, те сакам, Исус Христос. На лице и на срце, во кога е видлив семокниот Бог, Бог никој никогаш не го видел. Но е видлив во Исуса Христа. Кого го сакате, дали го сакаме, иако не сме го виделе? Дали го љубиш Бог и си му предал се? Дали не дозволуваш меѓу тебе и Исус и семокниот татко да било што да биде? Работа, деца, семејство, жена, пари, книги, кариера, татковина. Тие имаа подобра, односно небесна татковина. Кого го сакате иако не сте го виделе. И во кого верувајки сега и овде, и не гледајки го, се радувате со неискажана и прославена радост.
Те сакам, Господе Исусе Христе. Те љубам, Исусе. Слава ти, Господе Исусе Христе. Ново небо, нова земја. Слезе ова пресна минатата недела. Поранешното помина. Од Откровение. На жедниот му давам да пие од живата вода дарум. Кого го сакаме, иако не сме го виделе, и во кого верувајки сега и не гледајки го, се радуваме со неискажана и прославена радост. Се радуваме. Радувајте се и пак радувајте се. Филипјаните 4:4. Примајки го крајот на верата. Спасението на душите. Враќање во прегратката на Небесниот Отец. Имаме и друга песна. Се што ми треба е Твојата прегратка. Прости ми, Отче, грешев пред Тебе и пред небото. Слава ти, Исусе. Кое го бара и испитува пророците, што прорекува за вашата благодат, откако испитаа во кое или какво време им јавуваше Духот Христов однапред на одредени луѓе, кој беше во нив, сведочејки за Христовите страдања и славата која иде по нив. Значи, пророк, Духот на Исус живее во него. И ти можеш да бидеш пророк. Но има цркви каде што пентакосни, харизматски, сите се пророци. Тога веќе доаѓа до гатање, до гатачки дух, вклизнува сатаната. И тоа не е добро. Испитувајте ги духовите. Ако има љубов, тој е од Исуса. Знаете, ретко се откажува човек од себе си. Што значи да застанеш пред Исус е битен момент, да се оставиш сами од себе си. Пак ќе дојдеме до Петар, еве ова е прво Петрово. Тој му вели на Исус во Евангелијата по Матеј: ние оставивме се и врвиме по тебе, а потоа 3 пати се откажа. Не си се оставил себе си. Ако се беше оставил себе си, ти не ти беше жал да умреш. Значи, послушен до смрт, до крст. Послушен, ја спушташ главата. Знаеш дека нема да те остави. Аврам го носи Исак да го жртвува. Својот син кој долго време го чекаше. И рече: Господ ќе ми даде мојот татко. Ќе го воскресне. И потоа му даде јаре. Значи, одиме понатаму. Ним им беше откриено дека тие не за самите себе служат. Дали ти му служиш на Исус или сам себе се воздигаш? А за нас, с она што ви се јави сега вам, преку оние кои го проповедаа Евангелието од небото. Пак ќе дојдеме сега. Евангелие од небото. Светото писмо. Зборуваме за Новиот Завет. Стариот Завет заврши со распнување на Исуса. Израелците не го разбраха. Бидејќи го читаа и денеска го читаат се уште. И се уште го чекаат Месијата, тој ќе дојде во второто пришествие. Тие го чекаат првото. Знаете, Стариот Завет, читањето со тело предизвика да го распнат Исуса. Новиот Завет да го поделат. Значи, Евангелието е од небото. Кучињата, Евангелието е од небото. Мир, Исус, Духот Исусов, Арахмасан Дилахам. Значи, Евангелието од небото. Преку Светиот Дух се разбира. Не се разбира во тело, во кое сакаат да вникнат ангелите. Луѓето го читаат во тело, имаат библиски школи. Немам никога јас потреба да напаѓам или. Јас зборувам она што го слушам, она што ми го зборува Таткото Небесен. Не можеш да бидеш учител на Исус, научен од човек. Духот, Он ги избра да бидат апостоли, учители, пророци. Ако не си избран од Исус, ти си телесен. И потоа предаваш само приказни, празни зборови. Словото кое убива, духото животворува. А ти немаш дух да го оживотвориш. И тогаш се прават лажни доктрини. И се представува Бог како сатрап. И се представува дека не треба ништо да работиш. Па се слават разни други луѓе, светци, богородици. Се прават обреди кои не значат ништо. Вистинско љубов за Исус е во срцето. И тогаш едни велат вака,
други така. Некои мислат дека не треба ништо да прават, дека Бог ги направил едните лоши, другите добри. И така треба. Значи ние овде немаме ништо што да правиме. А каде се ловците на луѓе? Жетвата е голема, а работниците се малку. И сега, поради тоа возлюбени, притегнувајќи ги бедрата на умот свој. Значи, собери си ги коњите на умот. Собери го умот свој. Престани да велиш, јас мислам, јас сакам, јас имам право. Не, имам еден момент, една сестра постира во групата од една деноминација служба. И ние рековме дека не сме ние, дека таму има некои доктрини кои не одат во Исуса. И таа се наоти, јас имам право на своje мислење. И сега, таа има проблеми дома, има здравствени проблеми, семејството и се растура. Се наоти и не доаѓа. Се појави после 2-3 месеца. На работа. Што да правам јас? Со стап да дојдам или со скорав, со благ збор, да ја земам Библијата, да одам дома и да ја удирам 3 пати на гладно срце по глава. Како превентива. Видете, човекот не се откажува од себе си. Јас мислам, значи притегни ги бедрата на умот, притегнувајќи ги бедрата на умот свој, бидејќи бодри наполно надевајте се дека ќе ви се принесе благодатта пријавувањето на Исуса Христа. Притегни ги бедрата, немој да мислиш ти јас мислам вака, јас така. Како послушни чеда, не постапувајте според поранешните ваши похоти кога бевте во незнаење. Дали ти застануваш пред Исус и пред самокниот Бог? Или се расправаш со луѓето? Дали размислуваш дека ако заедницата е поставена од Исус, и ако тука има отчитување, дека ти кога се расправаш со браќата, се расправаш со телото Христово, се расправаш со самиот Исус? Но по примерот на светецот кој ве повика и вие сами бидете светци во сите ваши постапки. Оти е напишано, бидете свети, бидејќи јас сум свет. Иако го нарекувате Отец, оној кој не гледајќи кој е кој, секој му суди според делата. Затоа поминувајте го времето на својот живот во страв, размислувај дека еден ден ќе застанеш пред Исус. Знаете, послушни чеда, не постапувај пако порано. Знаејќи дека со пропадливо сребро или злато не сте искупени од суетниот живот кој ви се предаде од татковците ваши. Суетен живот имаме ние. Јас мислам, јас сакам. Туку со скапоцената крв, скапоцена крв на непорочното јагне Христос. А еве јас ке ви кажам уште понатаму во духот, таткото небесен беше во Исус. Он слезе. Не сакаат да знаат за мене, сине мој, јас, татко, небесен сум твој. Сине мој. И таа песна слезе, сине мој. Слезе ни се преку 50 песни. Ние не сме некои музичари, но кој ќе слезе духот, се сеќава дека ангелот пее, хорот на ангелите. Бидете свети, оти јас сум свет, кој е предзначен уште пред создавањето на светот, Исус, а се јави во последно време заради вас. Значи, пред тоа се знае. И пак ќе дојдеме, ситуацијата не можеш да ја промениш. Ти си тој што треба да се промениш. Ти си тој, не барај да си на друго место, друго време, со други луѓе, со други околности. Прифати ја ситуацијата во покорност и послушност. Значи, кај беше тоа Божјата сила, за да ти даде сила, верата и силата. Арадамирахти син бирај. Па вашата вера испитана, кој Божјата сила преку верата ќе ве запази за спасение. Кој преку него поверувавте во Бога, вера што значи па доверба се што доаѓа, да останеш во мир и во љубов. Кој го воскресна од мртвите и му даде слава, та верата ваша и надежта да ни бидат во Бог, не во луѓе. Единствено нешто што можеме да промениме е себе си.
Ти треба да се промениш, брате и пријатели, откако ги очистивте душите ваши. Очистување на душите со послушност на вистината на Исус преку Духот. Да му дозволиме Духот да не обликува. За нелицемерно братолюбие, сакајте се еден со друг постојано и со чисто срце. Каш не, јас не мислам така. И сега, наместо да признае, не го признава греот. Знаете, ние зборуваме за Исус, однаш ти постираш доктринарно нешто, кое, например, те поттикнува да прославуваш Богородица, секој втор збор светци. Што е тоа? Па ништо, од античка на Македонија пренесени истите постапки, истите начини од однесување, како преродени, неодраспадливо семе. Значи, ние сме бебиња и потребно ни е водство. Преродени. Кога си роден бебето не е оставено само, го гледаат родителите опелени. И сега ние сме физички родени, ама духовно кога се родиш повторно си бебе и повторно ти треба водство. Така, луѓето не сакаат да ги учи некои да се сменат. И тие сакаат само да пеат песмички. Значи, така да заедниците кои не ги тераат да се менуваат во Исуса се најполни, но тие не ве водат, тој е широкиот пат што води кон пропаст. Ти мораш да се промениш во љубовта, синко човечки. За да станеш син Божји, треба да му ја дадеш собственоста на твојот живот, на твоето срце. Се што имаш да предадеш во собственост на Таткото небесен. Како преродени неодраспадливо семе, туку од вечно, преку Словото на живиот Бог, кој пребива во сите векови, и тогаш Словото е живо, и ти тогаш стануваш Слово во движење, ти стануваш живо Слово, Словото стана тело и се всели во нас полно со благодат и вистина, зашто телото твое е како трева, без Слово. И секоја човечка слава како цветот трева, без дух, се исушува тревата и цветот незин паѓа. Најве го духот, Словото Господаво останува за секогаш. А тоа е Словото кое и денеска е благовесно. Татко мој, во името на Исус ти благодарам за твојата сила, за твојата љубов, за твојот мир, што ме држиш здрав и исправен, што ме научи ти да зборуваш низ мене, да ја прифатам твојата волја, да го барам Царството Божјо, им простувам на сите, ги љубам сите, никого не осудувам, се покајувам за секој грев, се покајувам за гревовите на моите предци и го повикувам Твоето име, кој верува во мене нема да се посрами. Исусе, дојди во моето срце да не се посрамам. Кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши и уште поголеми ќе врши од јас и одам кај својот Отец. Ете сум, Господе Исусе Христе, да ги вршам делата што ти ги вршиш. Амин, до Божјо Царство Небесно, за секогаш Исус. Исус напред, ние по Него. Амин, до Божјо Царство Небесно. Исусе, те сакаме и уште повеќе ќе те љубиме. Во името на Господ Исус Христос заповедувам надвор од Македонија, Сатано. Ви кажувам на планината зло што се нафрлила врз Македонија, стани и фрли се во морето. Ако те боли нешто, имаш проблеми, падни на колена и кажи: прости ми, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Се покајувам за секој грев, им простувам на сите, никого не осудувам, ја прифаќам Божјата волја. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми, допрете го местото. Исусе, ти можеш да ме исцелиш. Ова е твојата нога, рака, бубрек, око. Те сакам, Исусе. Слава ти, Исусе. Останувам во твојата љубов. Амин. До Божјо Царство Небесно. Исусе, Спасителе, повикуваме името Твое. Исусе, Спасителе, беше животот, светлина за луѓето, светлината за